чест е да се биде домаќин на една ваква манифестација, најмасовна може да се рече во Прилеп. А уште поголема чест е еве во оваа прилика што оваа служба по повод овој празник се држи во сослужение на светиот архиерей, така јас колку што знам, господин Стефан, во сослужение на високото преосвештенство во Македонија. Во оваа прилика е на сите верници да им го честитам овој празник, да му посакам прво лична среќа, фамилиарна и среќа на сите верници во Македонија. Колку години? И така, оваа традиција по мои сознанија датира негде од 50-тите години, 54-та негде поточно, негде околу 70 години и јас се надевам дека ќе продолжи понатаму. Како го одбележувате бакалите овој ден? Масовно, мислиш дека најмасовно во поглед на сите овие манифестации, вака со канење на сите бакали. Првен се служи ова, да речем, света литургија на 12.2, после недела или две се дава ручек тука во црквата, па по недела и две зависи од ситуацијата се дава ручек помасовен за поширокото граѓанство. Во годинава ќе биде во манастир Света Петка Лениште. И по тој повод го повикуваме граѓанството да повели да присуствува и тогаш на 25-ти на нашата прослава. Во оваа прилика исто така го честитам празникот на сите верници кои се дојдени на денешната миса, кои стварно богослужбата е една од подобрите богослужби каде денеска се 5 владици ја причествуваат овој ден. Па можам да кажам дека чест е и задоволство на секој од нас како наследник во секоја година да се одржува оваа традиција која е стварно вековна од 54-та некаде се одржува. Мислам дека и ние и општо и народот е задоволен со оваа наша традиција што редовно ја одржуваме и мислам дека нема да ја прекинеме. Па одиме кај секој бакал или дуќанџија го покануваме за овој ден кој е стварно со чашка ракичка, со шеќерче ги покануваме така да се добро дојдени и помасовна секоја година, од година на година е помасовна. Мајстор Димче ни кажа дека ние ученици не знаеме кога е. Ни кажа, рече, денеска ви е крамо на бакалите, свете три светители. Ние се изненадивме. И одма вечерта по едно билначе врасе си почестивне сите. Од кај мене, кај Пинзуро, кај Леко Пешчале, кај Кајзеро и потоа прво црква не се крена лебо. По куќи одевне, си почестивне и така почнаме да работиме во име на бакалите. После наредната година Димче Пинзур беше домаќ, црква го кренал на лебо. И така почнаме сите, кај мене, кај Кајзеро не бевне до душа, кај Леко Пешале, Аначе го заборев, кај Аначе, кај Перо Муката, бакали, да, Деспото Димче и ред други така, од ден на ден, односно од година во година, се повеќе масовно да се го поканивме владиката Цветко, одржа предавање овде. Па светите три светители се столбови на црквата православна од четвртиот и свети Јован Златоуст, почетокот на 5-тиот век. Тие се современици и пријатели, заедно учеле, заедно ја чувале Светата православна црква тогаш, во тоа време, од најопасните погрешни учења, особено од учењето на Арие и другите погрешни учења што се јавили во црквата на Исток во тоа време. Станува збор за врвени учители на црквата Христова и секој од нив се истакнал со своето
знаење богословско и со сите своји квалитети, подвизи, духовни и така натаму, и особено овие двајцата, Свети Василий Велики и Свети Јован Златоуст, си напишале свети литургии на кои ние ги употребуваме за време на богослужбите, односно во текот на целата година, особено на Свети Јован Златоуст, а на Свети Василий Велики 10 пати во годината, во првите 5 седмици од Великденскиот пост, потоа на денот негов пред Божик, односно пред Богојавление, како и на Велики четвртак и на Велика сабота. А на Свети Јован Златоуст скоро во сите останати денови, во неделите и празниците во нашата света црква. Свети Григори Богослов пак се истакнал со неговото вонредно богословско знаење и затоа е наречен Богослов. И нашата света црква во нив има врвни учители на црквата света и не случајно некои од црквите нив ги земаат како патрони на нивните научни и воспитни образовни институции, факултети, универзитети и така натаму, особено во православниот свет православните цркви. Па ете, причината за овој празник е, како што беше веќе напомнато во самата проповед на неговото блаженство, што се појавило ке луѓето поделби за нив, дека едниот го славеле повеќе, едните кои се нарекувале Василијани, другите Свети Григори Богослов Григоријани и третите Јованити, кои што го славеле Свети Јован. Но се покажало преку устата на Јован Евхариски епископот, на кој му се јавил Господ и му кажал, а потоа и самите поодделно светители, дека тие се еднакви пред Бога. Па така мислам дека тоа е доволно кажано и за нас, и ние денеска, да не се надпреваруваме кои да бидеме први, барем не во предавањето на нашите ценности, на нашата татковина на Македонија, на нашите посебности, како што се идентитетот, како што е јазикот наш македонски, како што е знамето, уставот и така натаму, туку во тој дух сите да поработиме, да ги одбраниме оние наши посебности како посебен народ, народ македонски, наш јазик, македонскиот јазик, уставот наш да не го чепкаме и така натаму, и во тој дух и нашата порака е сите да застанеме цврсто во одбрана на нашата татковина, во одбрана на нашата црква македонска, во одбрана на нашето македонско постоење и битисување и во унитарноста на нашата држава, секако тука се уставот, знамето, химната и така натаму и така натаму. Во тој дух мојата порака и посакувам се најдобро од Бога, па еве да покажеме и ние дека сме нешто во ова наша татковина и дека сме дел од неа во одбрана нејзина, а не во продавање нејзина.